Почитуван премиер господин Зоран Заев, почитуван амбасадор на ЕУ господин Жбогар, почитуван министер господин Дураку, почитуван градоначалник на Струмица, почитувани представници на изведувачите, драги колеги, гости и пријатели. Мене ми представува особена чест и задоволство што сум овде. Јас најнапред ќе кажам дека како министер за финансии во изминатиот период секоја недела, скоро секоја недела заедно сум на некој настан каде што Европската унија директно поддржува и инвестира во проекти кои што значат подобрување на животот на граѓаните. Затоа сме и денес овде и затоа јас морам да искажам голема благодарност до Европската унија дека во Македонија вложува и инвестира во проекти кои што значат подобар квалитет на живот за граѓаните. Овој проект пречистителна станица во Струмица е дел од портфолиото на проекти кои што се финансирани преку ИПА. Вкупна вредност на проектите изнесува 369 милиони евра. До сега се финансирани 71 проект, од кои 189 милиони евра ИПА средства, а останатите се кофинансирање од буџетот на Република Македонија. Министерството за финансии случи договор за изградба со германската компанија Wassertechnik. Ние сме задоволни што на време се е реализирано и денеска имаме пречистителна станица во Струмица. Исто така, јас би сакал да им се заблагодарам и на луѓето од институциите, пред се од Министерството за финансии, Министерството за животна средина, Министерството за транспорт и секако најважните луѓето од локалната заедница, од општината тука од Струмица, што напорно работеа и успеа да подготват една добра проектна документација за денес да можеме да бидеме стрекни да кажеме дека имаме завршен проект кој што значи подобрување на животот за граѓаните. Морам да кажам дека од ИПА 2 Македонија има некаде 200 милиони евра средства кои што ќе значат проекти за животна средина и транспорт и ние во институциите посветено ќе работиме тие проекти Македонија да ги добие. Уште еднаш сакам да искажам голема благодарност и до Европската унија, но и од луѓето кои што работеа во нашите институции, на нивната посветеност и дека нашиот главен цел е да имаме вакви проекти кои што ќе значат подобар живот за граѓаните. Ви благодарам.